екипата на телевизија Нова се наоѓа во новоотворениот парк на кој се наоѓа на последната автобуска станица на автобусот со број 5 на ЈСП во општина Аеродром. Инаку паркот е со површина од 100.000 квадратни метри, односно 10 хектари, од кои скоро 9 хектари се со зелена површина, а останатите се со тримпатики и места за рекреација и за уживање на мештаните од општина Аеродром. Во новиот парк исто така се ископани два бунари од кои се користи водата за поливање на сите зелени површини со преку прскалки кои се вградени исто така во паркот. Во паркот има и содржини наменети за децата, односно се направени две детски игралишта од природни материјали. Едното игралиште е мултифункционално и ќе може да се користи за кошарка и за фудбал, односно се поставени вкупно 4 коша и 2 гола. Површината на ова игралиште е 1200 квадратни метри, а на подлогата е нанесен асфалт. По должината на паркот исто така се поставени 6 летниковци кои што ќе овозможат на граѓаните да уживаат во овој парк без разлика на временските услови и годишните времиња. Ќе се уредуваат и понатаму и цветни површини во паркот кои што дополнително ќе го збогатат и ќе направат да овој парк да изгледа да биде едно прекрасно место за уживање на жителите во општина Аеродром. Во паркот исто така е поставено и ново осветлување со околу 150 канделабри, чие што поставување општина Аеродром има издвоено околу 9 милиони денари. Според информациите кои што ни ги пренесе таткото на градот Гоце Трајановски, за ова градот Скопје има издвоено вкупно 34 милиони денари од буџетот на град Скопје за уредување на овој нов парк во општина Аеродром. Да ги погледнеме и дел од изјавите на Гоце Трајановски и Ивица Коневски. Денеска го промовираме завршетокот на изградбата на паркот во општина Аеродром во делот кај последна петка во површина од 100.000 метри квадратни, или тоа е 10 хектари. Од тие 100.000 метри квадратни, значи некаде 10.000 метри квадратни се ставени под патеки, кои што ги гледате, така да остануваат 90.000 метри квадратни кои што се подзеленило. Во овој парк, покрај зеленилото, направени се овие пешачките патеки, направени се 6 видиковци, исто така направени се и 2 детски игралишта. И направено е едно мултифункционално игралиште. Се работи за 10-тиот парк поред кој што се гради изминатите неколку години. Инаку овој парк го градевме заедно со градот Скопје. Општина Аеродром инвестираше во урбаната опрема и во неговото осветлување. Сите тие работи ја чинат општината околу 9 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на општина Аеродром. Јас сум многу задоволен што токму на ова место изградивме парк кое што во минатото представуваше една лоша слика за општината, најчесто се користеше за фрлање на градежен шут. Како што може да забележите, сега е еден прекрасен парк кој што ќе го користат жителите на општина Аеродром. Со оглед на површината на овој парк, кој што изнесува негде околу 10 хектари, според информациите кои што ги кажа Гоце Трајановски, овој парк е нешто помало од првиот дел од градскиот парк кој што се наоѓа во општина Центар. Значи овој парк во општината Аеродром на последната станица на автобусот број 5 ќе биде втор по големина во град Скопје парк каде што може да уживаат жителите на општина Аеродром.